Хашкиот трибунал неодамна реши привремено да го ослободи осомничениот за воени злосторства Војслав Шешелј за да се лечи од рак во Србија. Ја добив битката против Хашкиот трибунал, а тоа ми беше и целта, им изјави на своите приврзаници Војслав Шешелј. Повраќањето дома, откако над една деценија зад решетките на Хашкиот трибунал за поранешна Југославија, ја чекаше пресудата во процесот во кој е обвинет за воени злосторства. Привременото негово пуштање, според аналитичарите, може да биде почеток на нов вид проблеми и за Балканот, и за трибуналот. Во време кога регионот се уште се бори да се ослободи од военото бреме, враќањето на еден од најжестоките националисти на Балканот е провокација за релативно умерената српска влада, но и за соседните земји. Од друга страна, според експертите, тоа е чекор назад на трибуналот во една од неговите главни задачи – да промовира повоено помирување. Шешелј доброволно му се предаде на трибуналот во 2003 година за да се соочи со обвинувањата дека ги оркестрирал паравоените брутални кампањи за време на војните во Босна и во Хрватска. Но неговиот процес беше исполнет со пречки, со штрајк, со глад и со објавување на имињата на заштитените сведоци. Сепак најголемиот проблем не го предизвика Шешелј, туку самиот трибунал. Лани, пред објавувањето на пресудата, данскиот печат објави писмо од еден од тројцата судии во случајот на Шешелј со критики против председателот на трибуналот Томас Мерон. Шешелј ја искористи можноста и побара нов судија. Сега неговата пресуда не се очекува порано од јуни идната година. Откако на Шешелј му беше извршена операција на рак, судскиот совет веднаш донесе одлука да биде привремено ослободен. Тие се плашат дека Шешелј може да почине поради неговата лоша здравствена состојба во Хашкиот трибунал, што се случи со екс-југословенскиот председател Милошевиќ. Тоа ќе биде лошо за угледот на трибуналот ако се има предвид дека Шешелј предолго време е таму, вели Марко Милановиќ, професор на Нотингем универзитетот. Шешелј од друга страна е ослободен со многубројни исклучоци, па дури без некакви рестрикции во врска со неговата политичка активност. Досега тој не покажува знаци од е тешко заболен, а веќе самиот изјави дека имал 2 метастази на црниот дроб, кои се викале Вучич и Николич, мислејќи на премиерот и на председателот на Србија. Они кои су били у првим редовима борбе за српство и велико... Оние што беа во првите редови за српството и за голема Србија, сега најмногу им се додворуваат на американците и на другите од Западот, изјави Шешелј на митингот во Белград. За некој кој е тешко болен, тој покажува одличен политички динамизам, смета поранешниот хрватски пратеник во Европскиот парламент Тонино Пицула. Се поставува и прашањето што доколку Шешелј одбија да се врати во Хаг. Тоа би можело да стави српската влада во политички непожелна позиција да мора да му го израча на трибуналот. Некои веруваат дека Белград ќе продолжи соработката со Хаг, но други пак сметаат дека штетата веќе била направена, дури ако Шешелј се врати во Хашкиот трибунал.